Најмалку 52 здравствени работници во Македонија или над 10% од вкупниот број се инфицирани со COVID-19, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Од нив дури 34 биле заразени во болнички услови. Ова го вклучува алармот дали здравствените работници се доволно заштитени. Надлежните гласни, заштитна опрема имало доволно, но медицински лица преку социјалните мрежи молат за донации. Ние во Кумановската болница добиваме донации, купуваме, шиеме, се снаоѓаме. Она што им треба на вработените во инфективното одделение се заштитни мантили и скафандери. Затоа упатувам молба, ако некој може да ни сошие мантили и скафандери за еднократна употреба, за да ја надминеме оваа тешка ситуација. Од Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари велат и скандалозно било здравствени работници од цела држава, од нив како невладина организација да бараат заштитна опрема, наместо да ги снабди надлежната институција. Тие велат дека тестирањето на граѓаните мора да биде помасовно. Јас сметам дека нема воопшто заштита, не делумна заштита. Ние од Министерство за здравство сме добиле само поддршка и ништо друго. Ние сме ставени во позиција како невладина организација на млади лекари и специјализанти да спасуваме се живо и диво. Срамота да се дозволи нас да не бараат за заштитна опрема јавни здравствени институции. Ние останавме доследни до крај, ќе завршиме акцијава, најверојатно ќе продолжиме со понатамошни активности. Меѓутоа ова што е моментално на терен што се случува, особено соматичните лекари, е скандалозно. Дека медицинскиот кадар кубури со опрема за алфа сведочат и вработени во ургентниот центар. Докторка од Карил, која сака да остане анонимна, вели дека за цела 8-часовна смена добивале само една заштитна маска, која се носи најмногу до 2 часа. Операциите, вели, ги правеле со по еден пар заштитни ракавици, наместо со 2, како што е тоа пракса. Се сомневаат дека опремата за која зборуваат надлежните се чува скриена во болничките магазини. Стравуваат дека ако и натаму бидат оставени на ваков ризик, пикот на заразата ќе биде достигнат само од заболени здравствени работници. Инаку надлежните вчера потврдија дека само во последните 24 часа со COVID-19 заразени биле 13 здравствени работници. Од нив 11 биле на служба во општата болница во Куманово, еден возач од итната помош во Скопје и еден техничар на клиниката за инфективни болести, кој имал воспаление на белите дробови. Во земјава прва заразена докторка со коронавирус беше директорката на клиниката за кожни болести Цаца Билјановска, која беше регистрирана на 9 март. Тогаш целата клиника се затвори, а стотици здравствени работници беа ставени во карантин. Од нив дури 6 се покажаа како позитивни на вирусот. Позитивни на COVID-19 се и 4 вработени во педијатриска болница во Дебар, 8 во Заводот за рехабилитација во Козле, уште 4 во приватната болница Плодност во Битола. Во меѓувреме, најмалку 6 вработени во МВР се позитивни на COVID-19. Над 30 полициски службеници се ставени во самоизолација.